На еден месец до колективниот одмор, претениците влегуваат во жестока дебата за ребалансот на државната каса. Опозицијата најавува бројни амандмани со кои велат дека ќе бараат да запрат недомакинските трошења, кои власта ги планира со најновото прекројување на државната каса. Од претеничката група на ВМРО-ДПМН брифираат дека 15 дена како законска рамка во целост ќе бидат искористени за дебата и откривање на намерите на власта да биде потрошено многу повеќе од потребното во сите области. А како на брза лента, на власта и се брза до одмори со европско знаменце да го протне и законот за еколошката такса. Претениците од опозицијата реагираат дека владеачкото мнозинство, заобиколувајќи собраниската процедура, сакаат да наметнат поскапување на горивата од 4,13 денари по литар. Според предложениот закон никаде не може да се најде дека истиот е усогласен со европските регулативи за да имаат право да се повикуваат на европското знаме. Овој кризен закон кој Заев сака да го прикаже како еколошка такса е најскап во Европа, така македонските граѓани ќе плаќаат 5,7% за литар гориво поскапо, исто колку што плаќаат во Велика Британија, каде е стандардот на македонските граѓани во споредба со тие во Британија и остатокот од Европа. Спикерот Џафери на брифингот со новинарите најави дека до 1 јули можно и пред претениците на седница да се најде и една од интерпелациите кои ги поднесе ВМРО-ДПМН за работењето на министрите Бојан Маречки и Љупчо Николовски. Сепак не прецизира која, зависело од работната агенда на министрите. Во меѓувреме Џафери треба да ги распише редовните локални избори кои треба да се одржат во втората половина на октомври.